Доколку планирате да патувате заедно со вашиот миленик, убаво е најпрво да го проверете и неговиот пасош. Ќе го пренесете миленикот преку граница само ако пишува Северна во пасошот. Собствениците на кучињата и други животни во Македонија, за кои е задолжителна патната исправа за патување во странство, треба да има патни исправи со Северна Македонија наместо само со Република Македонија. Добрата вест е дека за разлика од пасошите за луѓе, пасоши за миленици со Северна се издаваат веќе неколку години, па релативно мал е бројот на собственици на животни кои поседуваат пасоши со старото државно име. Во нашата држава, уште од промената на името, пред неколку години кога се случи, значи пасошите почнаа да се издаваат со Република Северна Македонија. Претходно имавме залихи некакви, но тие се многу брзо се потрошија и од тогаш се издаваат од новите пасоши со новото име. Меѓутоа, не патуваат како што луѓето мислат дека тоа е само за патување, не е само за патување, тој пасош е како евиденција, медицинска евиденција за едно животно, се што има направено, тоа и вакцинации, и противопаразитни средства, тоа што треба да се запише, значи се запишува таму, микрочип, сите тие податоци, се внатре во пасошот и не треба да има потреба да се вадат нон-стоп нови пасоши, туку докога не се потроши, да се пополни со тие вакцинации, до тога се користи едниот пасош. Но немаме проблеми со издавање на пасоши. Сепак ветеринарните амбуланти кои ги издаваат овие документи засега немаат доволно известувања дали тоа што имаат патни исправи за милениците со старото име на државата задолжително треба да ги сменат или пак пасоши со новото уставно државно име ќе добијат само собствениците кои од сега ќе вадат нови документи за своите миленици. Пациенти патуваат речиси исто толку колку и собствениците, затоа што миленикот е дел од семејството и патува заедно со семејството. И кога моите пациенти кога се прават резервации за себе, гледаат тоа да биде место каде што може да престојува миленик, така да често патуваат. И во соседните држави најчесто се патува само со пасошот, а за секаде на друго место мора да се извади плюс или освен пасошот, се вади плюс сертификатот од ветеринарен инспектор и така патуваат без проблем. Затоа, доколку патувате со вашето милениче, добро размислете и за неговите документи, како што е пасошот, кој може да го подигнете во ветеринарната амбуланта, како прво пополнет со редовните вакцини и потребни протоколи за неговото здравје, а исто така добро е да го смените пасошот доколку се уште е со старото уставно име.